Советот на општина Струмица денес ја одржи својата 56-та седница. На дневен ред беа 6 точки и сите беа едногласно усвоени од страна на советниците. Како побитни, да ги не помня, беше предлог решението за констатиране престанок на мандатот на член на Советот на општина Струмица, се работи за господин Борче Хаджиев, кој што има неспојност на новата функција што ја обавува со функцијата член на Советот на општина Струмица и на денешната седница беше разрешен од функцијата член на Советот на општина Струмица. Втората точка беше предлог одлука за определување на места за истакнување изборни плакати за престојните локални избори 2017 година. Беа определени 3 локации. Тоа се на Климент Охридски, да кажеме во близина на автобуската станица. Втората локација е на улица Ленинова, наспроти Автомотосојуз на Македонија или во близина на пензионерскиот дом. И третата локација е на булевар Гоце Делчев со улица Балканска, односно спроти Телеком. Исто така напоменавме, уште еднаш ќе кажем дека може да се поставуваат изборни плакати и на други објекти што се во сопственост на општина Струмица, но да не се во близина на гласачките места. И на приватни објекти кои што имат право и кои што со закуп или со договор со сопственикот имат право да поставуваат и на тие објекти изборни плакати. Исто така беше даден согласност за прифаќање на поголем број на ученици, на деца од капацитетите кои што ги имат клоновите на јавната општинска установа детска градинка детска радост од Струмица. Беше дадена согласност за прифаќање на поголем број деца, бидејќи веќе подолг период има проблеми со капацитетот, односно се пријавуваат поголем број на деца отколку што има капацитет детските градинки, односно клоновите на општина Струмица. Беше прифатено од страна на сите советници дека е потребна најмалку 2 нови детски градинки да се изградат во општина Струмица во периодот што престои, како и доградба на веќе постоечките, за да се задоволат капацитетот на децата, односно да се задоволат условите што треба да ги исполнуваат за децата што ги примаат во детските градинки. Останатите 3 точки беа од областа на урбанизмот, односно се однесува за легализација на бесправно изградените објекти, кои што беа едногласно прифатени, со кои одлуки на Советот на општина Струмица граѓаните ќе можат да ги продолжат постапката пред надлежниот орган, односно во урбанизмот, за легализација на своите бесправно изградени објекти.